Грчевите кај бебињата се проблем кој што се јавува уште во првите недели по раѓањето, еден од најчестите проблеми и најдраматичните ситуации со кои што се среќаваат младите родители, па и целото семејство. Драматично велам заради практично ситуацијата која што се ствара со она неутешно плачење на бебето, практично кога не може да го смират на ниеден начин, кога му се понудува града, тоа зима, па одбива, ги грчи нозете, се зацрвенува, го стега стомачето, целото се стега. Целата фамилија е возбудена обично, не знаат што да направат, мислат дека се случува нешто многу страшно. Заради тоа, ова е многу честа тема на овие прилози за бебињава, бидејќи ние педиатрите често се сретнуваме со таа ситуација каде што целото семејство трча со бебето оставено само во кебе, као да нешто многу страшно се случува. Навистина, ситуацијата е драматична, меѓутоа мораме да објасниме што се случува во суштина, што е причината за појавата на грчевите, кога се јавуваат грчевите, зошто се јавуваат и што треба да направиме. Значи, грчевите кај бебињата најчесто се јавуваат негде по втората недела од раѓањето, кулминација достигнуваат 6-та недела, а постепено почињаат да се губат некаде кон крајот на вториот, па кај некои дечиња и третиот месец. Не се исти кај сите деца. Значи, кај едни деца се изразити, мислам, тоа е една атмосфера, една состојба во семејството, драматична се ствара, кај други поминуваат незабележително, што е карактеристично за грчевите. Значи, те се јавуваат во еден одреден временски период, најчесто. Не велам, не се секогаш фиксирани за одредено време. Меѓутоа, ако ги прашаме мајките, сите ќе ви кажат дека да, па отприлика ние знаеме дека во тоа и тоа време на денот почињаат грчевите. Најчесто се тоа попладне и раните вечерни часови, трајат по неколку часа, а јас ова ви го кажувам за да можете сепак да ги препознаете грчевите, како изгледаат. Детето се грчи и дури кој ќе ја ставите раката на стомачето на детето, на рака се чувствуваат грчевите. Зошто се јавуваат? Значи, грчевите се јавуваат пред се како израз на една незрелост на дигестивниот систем, на системот за варење кај новородиното. Значи, тоа почнува поинтензивно да цица, поголеми количини храна да прима во себе, а сепак дигестивниот систем е незрел да ја свари целата таа количина на храна, произведува при своето варење гасови, кои што доинчето има проблем при елиминацијата. Исто така, самата техника на цицање, било да се работи за природна исхрана, доење, цицањето, било да се работи ако е новороденото на адаптирано млеко, на вештачка исхрана, практично цицањето од цуцла. Техниката е лоша и доенчињата голтаат големи количини на воздух, кои што исто така се причина за појавата на овие грчеви. Што треба стално прашање, што треба да се направи со грчевите? Сигурно нема да го оставиме. Ние знаеме дека тоа не е нешто што Бог зна колку ќе му наштети на новороденото, меѓутоа секако дека не можеме да го оставиме да гледаме како бебето плаче, а ние ништо да не презимаме. Нели, повеќе имаат повеќе линии на стратегија. Најнапред позиционирање. Најнапред позиционирање ќе пробаме на тој начин да му помогнеме. Значи, поставување на бебето на рамо, поставување преку рака, подигнување на ноџињата, практично на згрчување на стомачето. Што е суштината? Суштината е да на стомачето се постави тврда подлога и по можност и топла. Топла, дали ќе биде тоа топла пелена, дали ќе биде тоа термофорчиња, сега постојат многу убави со гел термофорчиња, дали се тоа порано некои перничиња од трички, меѓутоа сето тоа му помага на бебето. Исто така може да се проба и со масажа. Стомачето се масира во обратен правец од стрелката на часовникот. Ножињата му се подигаат, нели се раскомотува, бебето му се подигаат ножињата.
Што друго можеме да направиме? Во тој период некако рефлексно се става детето повторно награда. Можеби би било подобро да се даде некој од овие детски чајчиња, иако ние педиатрите многу не ги препорачуваме чаевите, бидејќи тие знаат да го компрометираат доењето. Меѓутоа во една таква ситуација тие се растителни чајчиња, значи од растенија кои што имаат спазмолитичен ефект на цревцата на детето, така да можат и тие да бидат од некаква помош. Последна работа е оние средства, сирупчиња кои што постојат нели во апотеките, кои што имаат спазмолитичен ефект, ги има од сите фирми и различити називи, капки, сирупи и така натаму, кои што се заедно, ако собереме, можеби на некој начин и ќе му помогнеме на бебето. Меѓутоа, сакам една работа на крај да истакнам дека сепак, ако бебето неуморно плаче, ако ништо од сето ова не може да го смири, тогаш секако потребно е да го види педијатар, бидејќи бебињата реагираат со плачење. Зад нивното плачење може да се кријат многу други работи, освен грчевите. Наједноставната работа се грчевите, кои што лесно ќе ги решиме, меѓутоа сепак една консултација со педијатар кој што практично ќе елиминира се останатото друго и ќе констатира дека бебето е здраво и има само грчеви, би било еден правилен пристап кон проблемот на бебето.